време кога младите се почесто се мерат според бројот на следбеници на социјалните мрежи, има и поинаква група на млади луѓе, оние кои се надпреваруваат во знаење, логика и упорност. Македонија има генерација ученици што освојуваат медали на балкански и европски олимпијади по математика, информатика и природни науки, покажувајќи дека талентот и посветеноста може да ја однесат државата на светската мапа на знаењето. Како се создаваат вакви млади умови? Дали талентот е доволен без системска поддршка и може ли Македонија да стане препознатлива токму преку своите најталентирани ученици? Да си кажеме ново издание, добре дојдовте. Денеска со директорот на математичко-информатичката гимназија Драган Данев и со ученикот медалист Ивано Божиновски, како и ученичката во прва година Ана Дота Олевска. Добре дојдовте во студиото на Телно. Добро е, најдовме, добро утро. Обично прво тренуваме со децата кога имаме вака талентирани ученици, меѓутоа овој пат ќе ви дадам предност вам. Еве за само неколку години математичко-информатичката гимназија, која е државно средно училиште, која постои од 2021 година. Од 20. 20-21, таа учебна година се запиша првата генерација. 19-20, да. Запиша на првата генерација. И сега неколку години подоцна веќе создава европски и балкански медалисти. Што правите вие таму поинаку од остатокот на системот? Добро утро право за вас, добро утро за вашите гледачи. На нас ни е навистина задоволство како вработени во државното средно училиште гимназија, математичко-информатичка гимназија на нашите ученици, што сме еве поканети од страна на вас како телевизија и на вас Горан. Што она што правиме? Видите, за да се постигнат едни вакви резултати, најпрво треба да се постави база, која што база ќе овозможи на учениците кои што имаат одредени таленти за математика, информатика, физика и другите природни науки, тие таленти ги обогатат, ги развиваат на соодветен начин и дојдат до едни вакви резултати европски и светски, што навистина е раритет во нашата држава. Програмите се тие што се основата за развој на овие ученици, исто така и професорскиот кадар, кој што професорски кадар морам да истакнам, тоа се професори, истакнати професори во своите области специфични, во делот на математичките науки, во делот на информатичките науки, односно, да бидам конкретен, тоа се професори кои што доаѓаат од природно-математичкиот факултет, од факултетот за информатичка технологија Финки и нормално со целата логистика на оние професори кои што ги предаваат оние општо образовни предмети, кои исто така имаат сериозен инпут во успехот на нашите ценни ученици. Несомнено подготвен стручен кадар. Тоа не го спориме. Да се вратиме на талентите, рековте дека се регрутираат и талентирани деца. Така. Дали генерално сега, не само во математичко-информатичката гимназија, туку генерално во Македонија, има многу повеќе талентирани деца отколку што системот умее да ги детектира и препознае? Јас мислам дека има простор да се работи во делот на детектирање на такви талентирани ученици, да се стимулираат тие талентирани ученици, затоа што знаете Горан, значи една држава ако сака да има развој таков како што треба да има, мора да се посвети на своите таленти и како што кажал еден познат израелски филозоф, да се посвети на талентот и на земјоделието, да има луѓето здрава храна и талентите да бидат тие кои што ќе бидат поддржани од системот и ќе можат да дадат допринос за развој на својата држава. Тоа се ученици, тоа се деца, тоа се луѓе кои што имаат вонредни способности да ја развиваат својата логичка мисла, а нормално во логиката е и развојот. Така да, јас сум убеден како држава дека имаме уште простор во детекција на таквите таленти и во поддршка на нивниот развој. Ајде пред да им дадеме збор на младите математички умови, уште малку објаснување од вас, конкретно што е поводот за вашето гостување денеска. Значи имавте значителни надпревари и значителни постигнувања на меѓународната сцена во изминатиот период. Во мај и во април се вративте од неколку надпреварувања од Европска олимпијада и од Балканска олимпијада на некој начин и на сите тие надпреварувања се вративте со медали. Донесовте од Литванија медали, донесовте и од Солун сега. Морам да истакнам, значи Дамјан Давков е европски математички шампион. Реален европски математички шампион. Ивано има втора награда добиена на истата таа европска олимпијада, на Балканската олимпијада исто така си има закитено со злато и сребро. Тоа се едни, како да кажам, математички бисери кои што секоја држава би сакала да ги има. Еве ние ги имаме точно во нашата Македонија и во нашата гимназија. Јас сакам уште еден момент да истакнам за гимназијата, бидејќи е процес на пријавување на кандидати за полагање на приемните испити во нашата гимназија. Се работи за државно средно училиште, ова не е приватно училиште, ова е поддржано од државата и од Министерството за образование и наука, нормално од владата. Учениците што ќе се запишат во нашата гимназија, оние што доаѓаат од градовите од Македонија, имаат бесплатно сместување во ученичкиот дом Здравко Цветковски, нормално со бесплатна, мислам со овозможена исхрана во тој дом
имаат од втора година стипендии, мислам дека беше околу 3500 денари, значи има можеби мали, но сепак стимуланси од страна на државата да се запишат во нашата гимназија, да не зборувам уште еднаш за програмите и за предметите кои што се изучуваат во гимназијата. Јас го тврдам дека да, во ред. Има време ќе кажете што се нуди математичко-информатичката гимназија. Еве, конечно Ивано, прво честитки за медалите што ги донесе во Македонија. Ви благодарам. И секоја чест за тоа што не направи горди кога го развиори нашето знаме на меѓународната сцена. Каде беше, во Литванија и во Грција, нели? Да, во Вилнус и во Солун. Во Вилнус и во Солун, а минатата година и во Сараево. Да. И таму медала имаш? Секако, да. Минатата година исто така бевме во Австралија, во така наречениот Sunshine Coast. Таму, за жал, не добив медал, добив пофалница, меѓутоа беше и тоа едно убаво искуство и успешно ја представивме нашата држава. Меѓутоа, од Европа каде и да одиш, се враќаш со медал? Секако. И што значи тоа? Какво е чувството? Чувството е одлично. Најпрво затоа што сум посветил долги години кон спремањето за овие надпревари и е одличен поттик некако да се продолжи понатаму и афирмација дека навистина сум ја одбрал вистинската професија, да се каже. Меѓутоа, дури кога нема да се земе награда, тоа не го сметам за неуспех, напротив, одам на надпревариве најпрво затоа што математиката е тоа што најмногу ме интересира, така што дури кога нема да земам медал, не се обесхрабрувам, тоа е само проверка на моите знаења. Добро, кога сфати дека за тебе математиката не е само училишен предмет, туку нешто повеќе? Мислам дека сум знаел уште од рани години, конкретно на надпревари почнав да одам околу 4-5 одделение, со професори, делот кои предаваат во гимназијата, почнав да работам веќе во 7 одделение, кој што не спрема за јуниорските надпревари и тие дефинитивно ме поттикнаа да продолжам со учење на математиката, но и да се запишам во математичко-информатичката гимназија, каде што имав можност да работам со уште повеќе такви професори кои што ја делат истата љубов. Така. За многу деца математиката изгледа страшно, еден од најсериозните и најтешки предмети, барем така го доживува мнозинството. За тебе представува игра, логика, надпревар со самиот себе или нешто сосема трето? Тоа се дефинитивно мене ми се само интересни како загадки. Сакам да ги тоа е нешто интересно на кое што можам да си го посветам умот, што можам да размислувам во текот на денот без да се свати нешто, без да го сватам пресериозно. Никогаш не сум чувствувал притисок дека морам да постигнам нешто превисоко или дека мора да се реши некоја најтешка задача, просто тие тешки задачи ми се интересни за размислување. Предизвик. Да. Добро, можеби притисок чувствува Ана Дота кога е прва година во математичко-информатичката гимназија, а веќе е обкружена со ете вака мали но големи умови. Мали но сепак длабоки умови. Не баш. Онака, јас цел живот ми беше интересна логиката и математиката. Ја основно многу лесно ми идеше све што учевме математика и затоа. И добро, како изгледа да се учи во едно средно училиште во кое математиката и информатиката се главни предмети, главниот јазик на кој се разговара меѓу себе и учениците и професорите и меѓусебно? Убаво, бидејќи јас основно и ја и општо не ќам онака предмети што мораш да учиш на памет некои ствари, а математиката не е тоа. Математиката е логика и многу е онака полесно за тие што лесно име да разберат, да речеме, од прилика тоа што е за математика. Нема да се бубат ствари и така да се памет. Значи најмногу кај математиката те привлекува логиката зад неа? Да. Во незината суштина? Да. Немаше дилема каде да се запишеш после основното училиште? Не, ја овде планирав да се запишам. Беше прашање, ако не влезам, кај ќе идам? И што беше втора опција? Втора опција беше Георги. Добро, пак нешто каде што има, каде што математиката е еден од посилните предмети. Добро, вака на почеток да ве прашам исто, кој ви е најмалку омилен предмет? Ако постои таков? Историја. Добро, еве Ана Дота од прва. Мене во основно ми беше географија, но еве сега, фала Богу, немаме географија во математичко-информатичката гимназија, така што тоа беше уште додатен поттик да се запишам тоа. Добро, вие како ментор, како директор и како професор по математика во основа вашата професија,
Како ги доживувате Ивано и другите ученици кои спомнавте дека се навистина неспорни таленти? Што е пресудно всушност кога станува збор за оваа наука? Дали станува збор за талентот, за детската дисциплина, за нивната дисциплина или за менторството? Ке ми кажете дека мора да биде тоа искомбинирано. комплотот све. Меѓутоа, што е базата? Според мене базата е талентот, но и фокусирање на талентот и самоодговорноста на самите ученици. Сега, од кај произлегува таа самоодговорност? Јас би рекол од љубовта на учениците кон самиот предмет, односно кон тоа логично и критично размислување. Самиот Ивано тоа го каже, јас се согласувам апсолутно со неговиот став дека моментот на инспирација да реши една задача и задоволството да се реши нешто што не е познато, од тоа задоволство нема нешто поголемо што тие ученици ги тера додат напред и да го продлабочуваат своето математичко, би рекол, и логичко размислување. Колку сиве овие фактори што ги наброивме, значи треба менторство, треба талент, треба дисциплина, треба волја, фокус. Меѓутоа, колку сите овие фактори генерално зависат и од финансиската моќ на семејството? Имаме ли деца кои се талентирани, меѓутоа ги пропуштаме некаде, бидејќи нивното семејство не може да се дозволи патувања, надпревари, олимпијади? Како и во другите области, така и во оваа област. Ние не можеме да видиме исклучок, нели? Функционираме во една симбиоза сите во општеството. Мислам дека, пак ја кажам и ќе повторам, има простор да државата уште повеќе инвестира во овие таленти, ги детектира и на некој начин семејствата кои што имаат такви таленти ги растеретува со оврски, односно можеби и со финансии кои што се потребни сепак за развој на талентот на овие дечиња. Треба да се работи најповеќе во основното образование. Тука е главната детекција, значи уште во второ, трето одделение се откриваат талентираните деца, оние деца кои што на повисок степен размислуваат логички од останатите своји соученици, а тоа е делот каде што го покрива математиката, па дури во поново време и информатиката, да се фокусираат кон делот на овие области математика и информатика и тука да го развиваат својот талент. Што сакам да кажам, дека можеби треба да се размислува. Освен во средно образование, како што и формирањето на нашата, нели, математичко-информатичка гимназија, уште во основно образование да се направат одредени такви специјализирани паралелки за ученици талентирани во делот на математиката, информатиката, физика, тоа го гледам како еден комплот на предмети и уште во најрана возраст тие таленти веќе да се вклучат во еден процес во развивање на своите способности и нормално тие способности како Ивано и останатите да бидат конкурентни тие ученици на европско и на светско ниво. Велите има простор и државата треба да го искористи. Зошто не е пополнет тој простор досега? Или велите треба и уште во основно образование да се работи? Зошто сега не се работи? Ве прашувам како долгогодишен просветен работник, како човек кој веројатно и по функција на позицијата која моментално ја обавувате, имате пристап до креаторите на политики. Апсолутно. Сте им го кажале ова што го кажувате сега јавно? Што велат тие? Зошто не го искористи државата тој простор? Со сегашното министерство, односно со министерката, па дури и со премиерот, имаме разговарано и тоа денови на оваа тема околу можноста да уште во средно образование да се воведе некој системски начин за детекција на талентите и развој на тие таленти. Јас верувам дека во периодот што следи тоа ќе се направи. Инаку самото отварање на оваа гимназија не беше процес кој што траеше една година две. Овој процес започна уште 2012 и 2013 година со иницијатива, па со формирање на програми, цел еден концепт, за да 2019-2020 Просторот се зазема, но доста бавно е. Добра констатација дадовте, но сепак ќе кажам дека они надпревари што се организираат Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет, регионални, државни надпревари, општински надпревари, сепак се еден доволно добар филтер за да се провери талентираноста на учениците во основно образование. Спомнавме многу фактори, спомнавме и финансии. Семејството поддршката од најблискиот круг со оглед на тоа што државата не е моќна да ги стимулира и финансира и спонзорира и поддржува сите таленти. И во таа мислам дека државата е моќна, но треба да се стави фокус на тоа. И да, веројатно има можност, има можности, тоа не се некои не знам колку парите се одлеваат за нешто друго. Добро, во таа смисла да прашувам, колку е тешко едно дете од Македонија да стаса на Европска олимпијада по математика? Оваа година се одржа во Вилнус. Во Вилнус, да. Видете, сигурно дека е тешко. Како што е тешко да се отиде на светско првенство во фудбал, кошарка, ракомет. Конкретно одговорите. Значи, математички одговорите. Математички точно дека е многу тешко. Е премногу тешко.
Значи, сега можеби овој одговор нема да ве задоволи, но кога ќе кажам премногу тешко, прво, треба тие таленти да бидат, пак ќе кажам, детектирани и селектирани на време, да се работи со нив, тоа е долгогодишен процес, тоа не е процес кој што трае една година и две, и на крајот нормално оној момент, надпреварувачкиот момент, каде што не може секој професор по математика или по информатика да спрема ученици од ваков калибар. Значи, соодветна селекција на ученици, но и соодветна селекција на професори, ментори кои што ќе ги водат овие ученици во даден правец до успехот кој што го направија Ивано, Марко, Дамјан и така натаму. Тоа не е лесен процес, но вреди државата да инвестира во сето тоа. Добре, вака кога зборува професорот, збунет сум, не знам како изгледа таа подготовка за Европска олимпијада, па еве конкретно прашање за Ивано, колку часови работа стојат за конкретно бронзен медал на Европска олимпијада? Што значи тоа во подготовка? На Европска олимпијада имам сребрен медал. А сребрен, добро, секоја чест, извини. Нема проблем. Што значи сребрена медала на Европска олимпијада? Колку часови работа? Јас да кажам искрено, не мерам колку работам дневно, меѓутоа не работам многу, работам кога имам време, кога имам слободно време, кога не правам ништо друго, да речеме по 1 час на ден. Со тоа што работите што ги работиме на училиште сега во математичката гимназија, многу придонесуваат за тоа што и истите способности ги вежбам и на училиште и со домашните работи од таму. Меѓутоа генерално не посветувам премногу време на тоа и никогаш никој не ми врши притисок да вежбам по 3 часа на ден, по 5 часа на ден, сето време што го имам да го потрошам на тоа, не е секако дека имам време за други активности. Значи, ако сега работиш со 1 час и освојуваш сребро на Европска, ако работиш по 2 часа, ќе имаш злато и златото не ти бега. Така некако по логика или не? Светската олимпијада е во јули. Ако ветувам дека ќе почнам да трошам по саат и пол на ден, да се обидеш да стажаш за злато. Имало ли некогаш низ годиниве наназад во основно училиште или во средно во првите две, кога си добил 4 по математика? На некое тестирање, на некоја писмена задача? Мислам дека не. Секогаш 5 било? Мислам дека да. Имало некоја задача што ти предизвикала тешкоти? Тоа секако. Мислам, те измачила некоја? Мислам и во училиште, особено во средно, а на надпреварите секако да не збориме, секако дека се поголем предизвик тие задачи. Добро, што ви е за двајцата прашање по интересно во математиката, алгебра, геометрија, која специјалност, кој дел? Па, мене искрено алгебра. Не Зошто? знам зашто. Па, онака... Тајната на бројките? Па, онака, не знам, стварно не знам. Само, онака, поише ме привлекува од другите. А Ивано? Мене најмногу геометријата ме привлекува. Различно? Да. Не знам, некако се е пред тебе, се гледаш, меѓутоа треба да се смисли креативен, интересен начин да се сврзат сите работи, така што тоа најмногу ме привлекува. Веројатно, бидејќи геометријата нели е еден вид објаснување и за вселената, генерално за на природата, веројатно наједноставен начин да се објасни природата, односно природните закони. Добро, во јавноста често има впечаток или преовладува перцепцијата дека спортот создава херои. И на вистина е така, бидејќи спортот има голема публика, голема обединува, нели? Има голема моќ. Дали доволно ги славиме децата што освојуваат медали во науката? Зошто децата спортисти се на некој повисок пиедестал поставен? Дали имате таков впечаток прво? Апсолутно и таков ми е впечатокот, но и тоа се факти кои што се лесно проверливи. Ако го земете медиумскиот простор, ќе забележите дека повеќе внимание се посветува на децата и учесниците во спортските надпревари и активности, отколку учениците што освојуваат едни вакви награди. Може би зашто е помасовна дисциплина? Сигурно тоа е помасовно, поголем број на луѓе се интересираат за таа работа, а нормално дека тој ќе биде фокус на медиумите за нивна медиумска презентација. Но сепак мислам дека овој последен резултат што се освои на Европската математичка олимпијада во Вилнус, па ако сакате и сега и на Балканската во Солун, јас сум и благодарен, сега не треба јас да бидам, треба сите како општество да бидеме на медиумите кои што за волја на вистината и посветуваат едно така посериозно внимание на овие резултати на нашите ученици, и тој тренд треба да продолжи и во иднина, и овие моменти или овие резултати кои што ги постигнуваме на европско и на светско ниво треба да бидат навистина мотивација за сите останати ученици, да тие што имаат особено некој талент
по математика, информатика, физика во тој дел на науките да го користат и истите дека еден ден ќе бидат репрезенти на својата држава. Добро, освен медиумите, веројатно има повеќе фактори пак. Има повеќе фактори апсолутно, но медиумите се тие кои што на некој начин го креираат јавното мислење. Значи да ги симнеме политичарите, да ги качиме децата на ученици. Тоа апсолутно, значи овие деца се, мислам деца, тоа се ученици, веќе од нив голем дел и возрастни луѓе кои што според мене треба да бидат креатори на општествениот живот во државата. Повеќе деца на ученици на програмата. Добро, Ивано, можеш ли да ни опишеш како изгледа еден ден надпреварувачки на Олимпијада, на пример? Европска или балканска, се едно како изгледаше еден обичен просечен ден во колку дена прво си во Солун или во Вилнус кога беше Европската Олимпијада? Секогаш надпреварите траат околу една недела, меѓутоа имаме типично еден или два надпреварувачки денови, зависи од Олимпијадата. Конкретно кога е надпреварувачки ден, стануваме наутро во 8 часот од прилика, имаме појадок и потоа одиме на надпревар. Надпреварот типично трае 4 до 4,5 сати. Потоа имаме слободно време. Значи тие 4 до 4,5 сати секако даваме се од себе, меѓутоа потоа имаме една опуштена атмосфера каде што можеме да зборуваме со различни учесници од многу држави. Одиме на екскурзии каде што ги посетуваме знаменитостите на државата домаќин и генерално се создава една опуштена и многу убава атмосфера каде што можеме ги делиме нашите заеднички интереси. Така, тие 4,5 часови како изгледаат? Сите сте во училница, повеќе деца? Или сме сите во училница или во некоја голема сала, голема просторија каде што сите ќе нас собере, сите имаме клупа пред нас, едно столче, тест, прибор за пишување. Значи си пишувате на пенкал и на хартија, нема дигитално? Нема дигитално. Имаме еден голем проектор пред нас на кој што пишува уште колку време ни преостанува. И во таа ситуација кога си одбројува часовникот, има голем психолошки притисок, се чувствува некаков товар? Мозокот работи на најсилно или релаксиран влегуваш во процесот и си ги решаваш задачите кои ги знаеш? Колку задачи има впрочем на листата? Зависи од форматот на надпреварот. Типично во еден ден имаме 3 или 4 задачи. Генерално тоа што го прашавте за притисокот различно е кај секој човек, меѓутоа како што ви кажав и претходно, јас не чувствувам некој голем притисок кога ќе седнам на таа клупа или кога ќе го видам саатот. Само сакам да ги прочитам, да ги пробам задачите, да дадам се од себе, ако ги решам одлично, ако не и после надпреварот имам време или пак само да ги прочитам решенијата и тоа е огромно задоволство. Ако има 4 задачи да речеме, прво ги читаш сите 4 или прво се фокусираш на првата? Секако прво ги читам сите 4 и се фокусирам на таа за која што прво ќе ми дојде идеја. Да, секако од најтешката. Прво од најтешката почнуваш или од најлесната? Не, се шегувам. Се почнува од она што сте сигурни дека можете да го решите или што за кое што барем ќе добиете прво идеја. Тоа е совет од менторите до сега, од професорите или и тоа е логика? Тоа е совет од сите ментори, ама можам и јас да го потврдам. Тоа е мој совет кон сите останати. Значи од најлесното. Да. И од она кај што сме најсигурни дека знаеме да го решиме. Да. Добро, Ана Дота, како е твојата визија сега, колку девојчиња впрочем се во клас сега? Има ли интерес за математика и подеднакво машки, женски или помало? Само сме ја и уште едно девојче во нашиот клас. Само 2 девојчиња? Да. Ние сме вкупно 11 деца и значи ние 2 и 9 машки. Професоре, зошто вака повеќе математичари машки или? Не би рекол дека машките се така се поталентирани математичари, туку генерацијата во која што Ана Дота е таков, нели, составот на ученици, но во другите паралелки се не се правиле детална анализа, но коинциденција. Приближно е 50-50. Ова е коинциденција. Дали овие медали што ги враќаат Дамјан, Ивано и другите деца се предизвики твоја цел за догодина кога ќе бидеш втора година? Ја не сум баш многу по надпревари по математика, јас сум поише по спортот. Аха. Јас играм одбојка. И како се комбинира одбојката со математиката? Супер. Што значи да се тренира одбојка? Редовно тренираш? Да, секој ден. И настапуваш во? Лани настапував во репрезентација на пионерски у Балканијада во Црна Гора. И ме викнаа за кадетска олимпијада, ама бидејќи бев многу мала, као не дава помали од 2009 и затоа не отидов. И што е полесно, одбојка или математика? За мене одбојка. А има време за може да се комбинира секој ден да се оди на тренинг? Ако сакаш све може да се постигнеш ако сакаш. При тоа трпи приватниот живот, забавата, тинеџерските години, имате време за дружење со врсници?
Има, ама може некад да пати малце. Као мораш некаде да си ги како да кажам, да си ги поставиш своите цели што ти е побитно и да одлучиш. И што велат блиските? Другари, другарки? Малце мора нешто да се жртва сега. Добро, Ивано, имаш ли време за дружење со врсниците? Секако како што реков и на почетокот, тоа што одвојувам дел од своето слободно време за да и се посветам на математиката и на надпреварите, не значи дека немам време за излегување во град или занимавање со друго хоби, други активности, секако останува време за тоа. Никогаш не сум имал чувство дека сум морал да жртвувам дел од своето време за да можам да им се посветам на надпреварите. Добро, како го користиш слободното време? Што најмногу сакаш да правиш во слободно време, кога не е тоа математика? Во слободно време, скоро, да речеме претходната година, почнам да се занимавам со калистеника, така што тоа е едно од моите Што е калистеника? Калистеника е еден начин на улично вежбање. Сте ги виделе сигурно, почна последнава година две да се отвараат повеќе такви паркови со шипки, со направи каде што се прават вежби само со телесна тежина, на пример згибови. Така. Значи физичка активност. Да. Некоја друга пасија како на Ана Дота што и одбојката? Освен математиката? Не би го нарекол тоа пасија, меѓутоа често се занимавам со други спортови, фудбал или ракомет се игра, секако со другарите во мало. Професорот Данев, односно директорот Данев на математичко-информатичката гимназија кажа дека наставните програми се такви какви што се. Ви реков ќе зборуваме продолжение и ќе докажете, меѓутоа еве да чуеме децата како ги доживуваат наставните програми. Дали се убаво избалансирани, дали сте задоволни од предметите што ги има, што се учи, од условите генерално за учење? Како е опремена гимназијата? Да, многу е онака и многу се грижат за све. Еве да речеме, ако нешто не работи, има климата да не работи, на пример, ама ние нема да одиме во школа, беше многу ладно. И како се вика, а за предметите сите се онака многу наменети според математиката, за да ние се внесеме и затоа у финки можеме одма да влеземе. Ние уште однапред не целат кон математиката и информатиката. Така. Ивано, има ли нешто што не си задоволен во гимназијата или генерално во наставната програма? Кога би можел да смениш нешто, што би променил? Само сметам дека немаме тоа што прашавте за опремата, како сме ние опремени како училиште. Единствено што не ми се допаѓа е што генерално немаме доволно голем фонд за да набавиме нова опрема кога нешто ќе се расипе или кога треба нешто ново. Например, минатата година ни беше потребна речиси половина учебна година само за да набавиме нови проектори. Како што кажа Анедота, климата и парното кога не работеа, чекавме наградата Дамјан што ја освои на минатогодишниот надпревар од Брейнстер, Ултимат, за да можеме да си купиме грејалки. И според мене тоа е навистина голем проблем, се уште се одвива и би сакал државата да одвои поголеми средства за барем да ни обезбеди убави услови за работа. Основни услови за работа. Да. А кога станува збор за онаа системска поддршка за која зборувавме со директорот? Еве за надпревари, за олимпијади, за Австралија. Мислам дека јавноста се уште не е доволно свесна или доволно не сме доволно представени како надпреварувачи. Секако, како што рековте и вие, спортистите најчесто се најпредставени, најактуелни, и тоа не викам дека не треба да биде така. Спортистите секако, спортот, како што рековте вие, е еден поттик да се соберат повеќе луѓе, да се гледа заеднички надпревар, е одлично искуство и јас тоа го сакам. Меѓутоа треба да се има и поголема свест за надпреварувачите од научните олимпијади. Затоа што тоа е дефинитивно и нината за голем дел од нас и ни треба целиот поттик кој што можеме да го добиеме.
Кога сте со Дамјан заедно, кога се сретнете вака во неформални услови, за што зборувате? За математика или за нешто друго? Зашто зборуваат останатите луѓе? Мислам, понекогаш зборуваме за математика, меѓутоа се зборува и за што се случува во гимназијата дента, што се случува во светот дента, за генерално неважни работи за кои што сите луѓе зборуваат. Дали наставната програма по предметите што се изучуваат во вашата гимназија се прилагодени на новото време или и тука треба има застарени модели кои треба да се апдейтуваат, бидејќи некои работи се провлекуваат од пред 10 или 20 години? Науката оди многу напред, особено информатичкиот дел, значи тука секогаш програмите треба да се апдейтуваат, да се прилагодуваат на новите сознанија и новите можности што ги нуди нели информатичката наука во денешницата. Што се однесува до програмите, јас би сакал да напоменам најповеќе за оние ученици полуматуранти кои што сакаат да се запишат оваа година во нашата гимназија или се мислат дали да се запишат во нашата гимназија. Навистина програмите според мене, тука Ивано и Ана Дота можат да дадат свое мислење, дека овие програми се апсолутно прилагодени за ученици, не само што имаат воредни таленти за математика и информатика, туку за сите оние кои што логички размислуваат, ја сакаат логиката, ја сакаат математиката, ја сакаат информатиката, не мора да има некој кој знае какви достигнувања на тие надпревари, не само за научници, баш така. Значи сите оние кои што гледаат својот животен позив преку математика и информатика, и ни добри инженери, машински, електро, информатичари, математичари и така натаму, архитекти, зошто да не. Навистина, овие програми што се во нашата математичка гимназија ќе помогнат многу повеќе отколку било кои програми кои што се во другиот дел на нашиот образовен систем. Зошто? Затоа што, пример, еве ќе бидам пластичен, математиката во прва година се изучува во 3 посебни програми, во 3 посебни предмети. По 2 часа или 3, тоа се околу 10 часа неделно учат само математиката и ученици. Додека останатите во секоја гимназија се учи по 3 часа неделно. До не зборувам информатика мислам околу 10 часа. Иванове, Во прва година 3 часа информатика, 3 часа програмирање. Така, 6 часа и плюс имаат изборни предмети. Значи, сакам да кажам, еден сериозен фонд на часови кој што апсолутно ќе влие во развојот на нивната математичко-информатички способности што ги имаат учениците. Бидејќи низ разговорот досега и со децата го детектиравме слабоста на системот, што кога би имале одврзана моќ или на креаторите на политика, што би им порачале да направат веднаш за да создаваме нови следни и побројни генерации на олимпици. Веднаш. Уште порана детекција и селектирање на ученици кои што имаат ворени. Како се прави тоа? Тоа се прави уште во основно училиште. Кој да го прави? Трето, шесто, системот треба да го прави. Тоа треба да го прави. Да се направи соодветна програма, која што нормално ќе биде од Биро за развој на образование преку министерство и така натаму, ќе се детектираат тие ученици, може да се направи. Тоа е моја идеја. Специализирани паралелки за такви ученици уште во, не знам, 600 оделение може да се почне. Такви имаме искуство во светот и веќе кога ќе дојдат тие ученици во полуматуранти во 9 оделение да знават, да не мислат, да не размислуваат и да не се двомат каде нивниот пат во средно училиште, каде најдобро може да ги надградат своите математички и информатички знања. Добро, директор Дана вели, гимназијата не е само за научници, прилагодена и за сите оние кои сакаат логика, математика. Што вие би им рекле директно на основците кои сега завршуваат и кои треба да го одберат својот пат, а мислат дека математиката не е за мене? Каков би бил вашиот совет за тие деца? Ти не мораш да сакаш математика, само треба да размислуваш логички, као еве ја не кеф историја, ја не знае дека специфично ќе сакам математика цел живот да правам или нешто, ама ете ми тргна основно. Ја основно не учев нешто посебно математика, ама добив добри оцени и као се вика се е тоа логика. Дали сакаш и дали ти иде лесно. Сега во прва година или во прва, втора и трета, кој ви е најтежок предмет таму? Прва. Има ли нешто што е вака помалку ви оди од другите работи? Мене помалку ми оди овие што ви ги кажа бубачките предмети, као тие историја и... Има и предмети за бубање? Има историја и хемија малце. Историја и хемија. Ивано, тебе како ти оди со бубачките предмети? Од трета година па натаму немаме бубачки предмети. Тоа значи тие општобразовни предмети историја, хемија, биологија, тие ги имаме до втора година само. Меѓутоа дури тие мислам дека никогаш не им представувале проблем во гимназијата затоа што сум имал одлични професори и мислам дека Анедота ќе се сложи дека тие ги правеа и тие предмети интересни и лесни. Тоа само основно мене па затоа малце, иначе боле е сега у средно кај нас. Деца, многу е инспиративен разговорот со вас и навистина
навистина уживам во емисијата, меѓутоа мора да привршуваме и на крај би сакал да ве прашам како ја замислувате вашата иднина, бидејќи да се определивте за наука, информатика, за природни науки, почнавте да го градите патот на овој или на оној начин со надпревари и со медали или со одбојка, каде се гледате, каква е вашата визија за вас самите по 10 на 15 години од сега? И би се надоврзал со најтешкото прашање, можеби, дали сакате таа иднина да ја градите тука во Македонија или сепак патот го гледате надвор како многу други млади таленти што си заминале, за жал? Значи, искрено не сум сигурен што би сакал да работам за 10 или 15 години. Сега само знам дека ме интересираат математиката и информатиката. Најверојатно ќе студирам математика, дали тука, дали во странство, се уште не сум сигурен, но дури и да студирам во странство, секако дека би сакал да се вратам во Македонија потоа за да работам и се надевам да придонесам да се подигне свеста за овие научни олимпијади на повисоко ниво. А на дота одбојка или математика? Па ја поише сум по одбојката, ама секако се разбира дека ја сакаме математиката, пошто без математика ние кај би стигнале? Иднина дома или во странство? Се едно. Ама нормално сакам тука поише да живеам. Данев завршен збор за децата кои размислуваат каде да се запишат од септември. Шен збор, вака прво ќе кажам една реченица за гимназијата, па една реченица за нашите ценити ученици. Мора да завршуваме. Значи, добро е, одлично е што гимназијата имаше иницијатива за отварање на ваква гимназија, што се отвори ваквата гимназија, иницијатива да се направи за отварање вакви специализирани паралелки во основно училиште и да можеме нашите таленти математички и информатички да ги ставиме во еден систем во кој ќе имаат европски и светски резултати. Тоа е прво за нашите ученици. Кај да се образуваат, кај да стекнат да го развиваат својот математички и информатички талент, секогаш да гледаат кон Македонија, да даваат својот тој допринос нивен, интелектуален во развојот на нашата држава. Ова може вака флоскуларно звучи, но навистина тоа го мислам. Денеска светот е отворен, можеме, не знам, и од Австралија да работите за добро на својата држава. Така е, Драган Данев, Ана Дота Олевска и Ивано Божиновски, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, да се каже. Благодарам на вас. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието, останете на Телма, имајте убав ден.